Се појави мајка Богородица, се случи Божјо чудо. Вака чашкарци пред 7 години го најавија несекојдневниот настан, кога на делот пресечена топола се појави ликот на Богородица. Тогаш изгледаше вака. Денес 7 години потоа, времето го избледа јасниот лик на мајката Божја, но сеќавањата кај жителите од оваа општина не избледеа. Чичко Бранко вели дека како да било вчера се сеќава и на денот кога дрвото било засадено, но и на оној кога било пресечено. Ова место, како ученици ние, 67 година, 68 година, заедно со моите другарчина, прво го заграден училишниот двор, со мрежа и високо од 2 метра. После меѓу тоа требало да се направи, односно да се насадат дрвца, донесоа училиштето, донесе дрва, они канадски тополи, кои се и ден денеска позади нас има неисечени. Лично ги садеме ние со моите другарчи. Тоа беше 67-68 година. 40 години потоа тополата израснала високо и представувала опасност за околината. Чичко Бранко открива дека по барање на црковниот одбор, општината одобрила дрвото да се исече, а од него да се направат греди потребни за изградба на црковната кујна. Ова дрво беше малце огромно и проблематично. Прво да не отидуваше некои ветрови големи, дечињата да не падне да се оштети, да опакосе кој дете. Со градоначалникот, споразум со него, ова дрво да се исече. Сега ова дрво кога го исекува, моментално ја тука заминав. Од кога заминав, се деси овој случај. Овој случај се деси вистината што е и ден денеска. Трајче Пановски е благодарен на Бога што токму нему му било предодредено да го пресече дрвото на кое што се појави Божјото чудо. Пошто требаше да се крати гранка по гранка, беше ризично и за страничните онакви објекти. Почнавме да кратиме дрвото, па негде до го скративме и се семнавме. Кога се семнав доле, остана само ќутукот на дрвото горе, само крошната ја скративме и ќутукот само остана. Одморивме малце, тука со луѓето малце да кажа, ваму, вој вака треба да се сече, вој така треба да се сече. Почнавме да го сечеме, го пресековме одоздола и ја, пошто требаше да се прави на греди дрвото, за греди да остане ќутукот, и го пресеков до кај што испадна мајка Богородица, до чаталот баш горе. Малце, може би потешко идеше тука пилата, пошто е тоа чатал, пошто еднакво е, мислам, тука се разделува дрвото. Ја го направив кој што треба да направам, до тука го направив и викам ова нека остане и тоа нека остане натаки. Може требало така да биде да остане, оти остана така и имаше уште 2 тополи за сечење, отидов им исегов на луѓето тополите и си отидов за Велес. И после вечерта жена ми вика дојди да видиш на телевизија нешто, кога видов не се појави Богородица. Кажете ни, еве маштаните викаа дека во времето кога се сечело дрвото, наеднаш почнало да дува ветер. Слоше, имаше некој ветер, имаше онакво, ја бев горе, сега не можам да се сетам, беше пред многу години, 7-8 години помина више, не можам да се сетам како беше баш. Ја баш им викав на луѓето, имаше на сушара за тутун од таа страна и викав да си стаат по една страна да бегаат, пошто е ова малце ризична работа, за да не оноди. И они се подиставија малце, а имаше ветер, имаше некој така, ама запре ветерот се онади и ја завршивме, фала на Богородица, ја завршивме работата како што треба. Од тој момент еве до денес, вие чувствувате ли Богородица како свој заштитник? Јас сум ја чувствувал стално Богородица како заштитник и јас сум православен христијанин, што не бегам од верата, стално сум верувал такви чуда. Делот на кој се отслика ликот на мајка Богородица, општината го чува како свето нешто. Од останатиот дел, како што било договорено, се обработиле греди и истите веќе вградени во црковната кујна. Новој настан, како да бил пресвртница за самата општина. Резултатите се еминентни и евидентни. Бог ни помага на најразличен начин.
сакам да кажам дека голем дел и покрај тоа што ни помага владата во соработка со незе, странските амбасади си тука кои што континуирано инвестираат тука, исто така имаме приватни донатори кои што ни помагаат и го правиме полека и сигурно ова населено место и како Чашка овде каде што е административниот центар на општината, меѓутоа и цела општина да биде место поквалитетно за живење за сите жители, но и оние што би ни дошле во иднина. Господин Пановски, дали може би ова Божје чудо што се случи, она дрво на кое што е ликот на Мајката Божја, допринесе за општина Чашка да биде попосетувана? Да, во секој случај, да речеме само во првите неколку години континуирано доаѓаа луѓе и од цела наша држава, меѓутоа доаѓа и од поранешните југословенски републики, кои што, благодарение на и на маркетингот кој што ние го направивме и на сето оно што можевме да ги информира, доаѓа и ден денес доаѓаат и благодарение на сето тоа, секој кога доаѓа си остава некој денар, тоа така кај нас е традиција, кој колку си сака и благодарение на тие средства кои што се донирани, полека но сигурно се довршува и црквата, меѓутоа се направи и овој конак кој што е тука во близина на црквата. Јас мислам дека тоа чудо да не се појавеше, многу потешко ќе одеше сето ова, да речеме сега да има населбава овде, да има, да речеме, своја кујна, каде што ќе може да се ги пречека своите гости, инаку досега одеа било во школот или во некои други сали, каде што сепак беа гости, инаку сега се домаќини. За православието ова Божје чудо не е изненадување. Вакви чуда, вели отец Драги Гаштарски, се случуваат и тие се за наше подсетување, покаяние и воведување во црквата или покажување на патот по кој што треба да одиме. А патот по кој треба да одиме, оној кој Христос ни го покажа преку црквата и се што се случува во црквата е свето чудо. Чудо кое што Господ на своевиден, невидлив начин, а видлив за нашите очи, ни го праќа се со некоја цел, независно дали е тоа за негова прослава, дали е за прослава или за слава на некој од светителите, дали е за некоја си наша поука која што лично ќе ни послужи во животот или ќе не предупреди, и за многу останати работи за кои што навистина човекот едноставно само треба да застане и да се запраша во, буквално кажано, во што е работата или до каде сме, што сме, како сме. Постојат многу чуда во православието, и во светот како такви. И најголемите чуда, ако веќе спомнуваме за чудеса кои што се случуваат во црквата, посебно во православната црква, би го спомнило едно од најголемите слегувањето на Светиот Дух, слегувањето на Божествениот или благодатниот оган кој што се случува на сам ден Великден во гробот на Господ Исус Христос. Ќе го спомнеме чудото на реката Јордан, кога на крштевањето или на Новојорданија на водици, кога патријархот го положува крстот во незе, тогаш таа го менува текот на незиното движење, почнува се движи во нагорна линија. Ќе спомнеме чудата на нетлените мошти или на нетлените тела на многу светители кои што Господ Бог ги прославил според нивниот живот. Тука можеме да ги спомнеме слободно, значи Пресвета или Света Параскева Петка, кој што незиното тело стои во јаши како нетлено. Ке ги спомнеме светиот Димитрий Мироточив Сполунски, свети Сава Осветен, светиот Василий Остршки и уште ред многу такви светители и маченици кои што Бог на некој начин се прославил себе си, меѓутоа и го прославил и нивниот живот. Божјите чуда се раскажуваат и негуваат. Токму затоа и 28 август, денот кој во христијанскиот календар е запишан како Успение на Пресвета Богородица, општина Чашка го слави како свој заштитник.